Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 51-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот гостин по втор пат Петар Петровски. Добар ден. Добар ден. Денеска би сакал, коронавирусот е се уште најактуелна тема на светот, впрочем и би се рекло единствена тема која што се дискутира деновиве, па тоа ни остава и нас, не ни остава голем простор во однос на тоа што ќе дискутираме сега. Меѓутоа, она што би сакал јас ние да дискутираме е повеќе геополитичките последици на сето ова што се случува. За почеток првин, бидејќи е корона епизода, треба повторно да дадеме некој краток пресек на она што се случува. Денеска е, значи, 29 март, на пладне, тука по наше северноамериканско источно стандардно време. Веќе имаме вкупен број на коронавирус заболени низ светот. Бројката е 702.000, значи, ако се сеќавам добро, минатата емисија таа бројка беше некаде околу 100.000 или 200.000. Значи, рапидно бројката расне. Бројката на потврдени починати е сега 33.000, а бројот на оправени е веќе околу 150.000. Во критична состојба се наоѓаат околу 26-27.000 луѓе, а во умерена состојба се околу 500.000. Како што веќе имам споменато, овие бројки не се апсолутно точни, бидејќи се ова е релативно. Во голема мера бројката на заразени низ светот расне така рапидно, не како производ на вирусот, на ширењето на вирусот и на неговата природа, туку поради тоа што сега ние ги наоѓаме случаите, ги наоѓаме заболените. Сега одиме од една ситуација во која што сме биле во темна соба и сега палиме кибритче и со кибричето ги наоѓаме случаите. Меѓутоа, она што станува јасно е дека вирусот подолго време веќе циркулира низ општеството. Да, бидејќи во иницијалните првичните вести кои дојдоа од Кина за коронавирусот беше дека дека наводно се појави во декември. Да, некаде средината на декември. И дека требало неколку 2-3 месеца да го излечиле. Да, и веќе тие рекоа дека го излечиле. Еве и според официјалните статистики кои што ги даваат на светската јавност, вкупниот број на нови случаи во Кина е вчера бил значи нови случаи во Кина 54 на население од милиарда и кусур. Да. Додека вкупниот број на нови случаи во Америка е 20.000. Значи нешто тука нема логика, бидејќи населението на Кина е 3 или 4 пати поголемо од населението на САД. Така, бидејќи не може сега да, ако јас не сум математичар по природа, али тие што се математичари може добро би може да го објаснат математички пропорционално брзоста на население заболени. Да. Сега, значи, повторно се вратам. По се испаѓа дека вирусов циркулира подолго време низ светската јавност, бидејќи Кина има многу големи трговски односи со сите држави во светот. Таа е фабриката за светот. Да. И сега, поради тоа има и добри, едноставно, да речеме, пријателски односи со сите држави. Нејзините граѓани се ревносни туристи. Тие шетаат на секаде. Јас се објаснував како во Нијагара, кај водопадите на Нијагара, пред 10 години да се види кинеска група беше реткост. Меѓутоа, во 2016, кога беше мојата последна година во туристичката индустрија, кинеските туристи беа речиси 25, 30%, 40% во некои случаи и во некои индустрии од туристите. Во постојат кинески диаспори низ речиси сите држави на светот. Да. Еве ние бевме на одмор зимово, на летен одмор во Панама и Коста Рика. Речиси сите дуќани, сите маркети беа од власништво на кинези. Да.
Тоа е сега да, точно да, тоа беше една фрапантна појава, Да. каде што знаеме дека Панама и Коста Рика се прилично шпански колонии. Да. Шпанија, мислам дека не знам, сега не знам сега со сигурност, не можам да тврдам дека имала колонии во Кина. Не, немала колонии во Кина. Да, што тоа знам. мислам Макао, Португалци имаат нешто, да, како мислам. Макао, тоа Да. е Макао. А сега да имаше наплив на кинески на кинески државјани надвор од Кина, Да. кои се собственици на супермаркет, на мали маркети, маркети и на такви работи во места каде што немала каде што тие немале воопшто контакт во минатото. Да. Еве Америка имала контакти со Кина и со Јапонија во минатото, Да. пред Кина да биде стане комунистичка држава. Па види сега, овие кинезиве таму по Латинска Америка не се баш ново дојденци. Доколку забележа како зборуваат шпански, тие зборуваат шпански со кинески акцент, Да, а и кинескиот име па со некаков си шпански акцент. така. Кинезите одамна излегуваат од Кина, уште пред комунизмот. Имаме, например, знаеме дека железниците тука во Америка се градени од кинески труд. Така. Што значи дека кинезите одамна се шират низ светот. И тоа е една работа што треба сега ние да ќе ја дискутираме, дека тие се една, посебно ова етничката група Хан, се една изворедно агресивна група која што истребува, каде оди таа ги истребува другите етнички заедници. Кина денеска со низината милиарда и кусур население е преку 90% Хан. Да. Значи кинезите од една страна историски тие како империја, како држава немале својство да се шират, да се шират во нивната сфера на влијание. Да. Меѓутоа кинезите како народ имаат нешто генетско во нив што ги тера да се шират и да се распространуваат и да го освојуваат светот. Грубо сега да направиме повторно еден пресек околу како државите, како различни држави се обидуваат да се справат со проблемот. Значи, јас веќе тие работи во поголем детал ги дискутирав минатата емисија. Повторно останува, а ова го потенцирам затоа што има неколкумина наводни либертаријанци таму во Македонија што шират полувистини, полуфакти, факти вон контекст, дека имало држави кои што не превземале ништо во однос на короната. Најмногу, како најголеми примери се посочуваат земјите од Југоисточна Азија, кои што се во сферата на Кина, Јужна Кореја, Тајван, Сингапур, Хонг-Конг. Таму се вели дека нема никакви застои, дека дека економијата тече, дека се е нормално. Меѓутоа таму, бидејќи овие држави знаат што значи Кина, посебно комунистичка Кина, и знаат какви глупости излегуваат од таму постојано, овие држави имаат воспоставено системи кои што ние европејците би ги сметале за драконски и методи на политичка држава. Да. Значи таму има како што имам кажано, од првите потврдени случаи на коронавирус, овие држави ги затворија границите со Кина. Потоа се воведе агресивно тестирање на сите кои што покажуваат симптоми или кои што се верува дека биле во контакт, дека биле во Кина, и откако ќе се потврди, откако ќе се тестираат позитивни, тогаш се зимаат нивните лични податоци од мобилната телефонија, од банк машини, од овие камери што се за безбедност по градовите, по улиците и по дуќаните, и се прави детективски тим, седнува со пациентот и се оди во лов на сите кои што можеби биле во контакт со овој заболен. Значи тоа не е ништо да не се работи. Да. Тоа е еден многу агресивен, многу софистициран систем кој што може да се спроведе само во општество кое што е кохезивно, кое што има една иста мисија и кое што нема многу голема разноликост во однос на верски заедници, етнички заедници и така натаму. Да.
и политички, секако Да, политички судби. Да. Значи, таков систем, според мене, е невозможно да се одржи во европејско општество. Да, Ние сме премногу големи индивидуалисти, дали без разлика дали зборуваме за германите, дали за словените, дали за медитеранците, ние сите сме премногу големи индивидуалисти за да можеме да дозволиме вакво нешто. така. Друг пример кој се дава како нормализам беше Велика Британија, Холандија и Шведска. Велика Британија веќе го промени својот пристап, се очекува и Холандија дека и таму се затегаат веќе мерки. Израел некој го споменува, се шири некој меме дека Израел ништо не работи. За Израел имам податок од пријател, деломен пријател, во кој што имам огромна доверба, бидејќи работиме бизнис веќе 20 години и никогаш ме нема излажано или измамено, дека во Израел сега има војска на улиците. Тоа е точно. Една од мерките која е во ефект во Израел, според Fox News, е дека не смеш да излезеш ни на 100 метри од куќа. Да. Треба да останеш во својот дом. Да, баш кај што Израел беше една од единствените држави во евросферата што воведе 14-дневен карантин за сите кои што пристигнуваат во Израел. Со тоа Израел си ја уништи туристичката индустрија. Не. А туристичката индустрија е еден од најголемите приливи на пари во Израел, бидејќи таму е светата земја. 12 месеци годишно таму луѓе одат на туризам. Значи, Израел се реши на еден таков драконски потек, кој што ќе има огромни економски последици. Да. Па несомнено дека туристичката индустрија на секаде ни светот ќе претрпи една голема загуба после ова. Да, кој знае дали воопшто ќе се опорави некогаш. Ако има некој вид на туризам, тоа мислам повеќе ќе биде домашен туризам. Да. Нема да се оди на меѓународен туризам, ако се оди на меѓународен туризам, тоа ќе се воведат некакви посебни мерки за тие што доаѓаат во тие држави, да, како туристи. Конечно Шведска. Да. Еве сега Шведска циркулира како примерот за нормализам. Ќе видиме до колку време ќе трае и тоа, меѓутоа она што треба да го спомнеме за Шведска и со што треба да го квалификуваме нивниот пример е дека тоа Шведска не стори ништо и кога и се направи инвазија на низината територија од страна на африканци и азијати. Да, па видите. И впрочем не само што не направи ништо, туку и го охрабруваше сето тоа. Да, и да не го забораваме нашиот премиер Џастин Трудо на Канада. Да. Кога поде постапките на Шведска, кога кога напиша еден твит, него напиша твит, дека ви сите кои бегате од било што, слободно дојдете во Канада. Да. Едноставно ги отвори портите на Канада, да, што е без никаков. Значи имаме сега имаме еден вид на илегалци кои доаѓаат, нелегални преминувачи од Америка што доаѓаат во Канада, не доаѓаат низ нормалните имигрантски канали. Сега доаѓаат преку ниви во лоши услови, да, временски услови, пред тоа доаѓа во зима, па некои губеа прсти, некои губеа уши, пршти, стапала. Да, има дека има некој што умре, да, обидувачи се да пројде во Канада, бидејќи нелегално. Да, низ таму на степата во средината на континентот. Да. Да. Тоа беше еден екстремно нехуман и непромислен потек кој што многу му е гајле на едно говедо, како да не се извинувам, на еден манекен на батерии како Џастин Трудо. Канада исто така беше една од државите која што не заведе никакви мерки, впрочем и никоја друга држава во светот, семам овие југоисточно-азиски и САД, што едноставно само воведе рестрикција на патници од Кина. И Канада не воведе никакви мерки и сега испаѓа дека сите оние кои што не заведува мерки на време мора да заведуваат се построги мерки. Веќе сме ние, значи,
во Македонија се води некаква политика на строг карантин. Во Северна Америка и во другите западноевропски држави се води политика на, формално сега тоа се крсти, општествено дистанцирање. Значи, идејата е, ако се држиме на растојание од околу 1,5 до 2 метри, доколку ги затвориме оние бизниси, претежно малостопански бизниси, кои што не се сметаат за неопходни за опстанокот на едно општество. Значи, ако намалиме контактот меѓу луѓето и ако превземеме мерки на една екстремна опрезност во однос на хигиена и санизација, дезинфекција, дека ќе успееме да ја спречиме експлозијата на епидемијата. Значи, не дека ќе ја комплетно избегнеме епидемијата, туку дека ќе го спречиме налив, голем бран кој што и се случи на Италија, кој се случува во Шпанија, во кој што здравствениот систем не може да одговори. Значи, идејата е дека ние ќе се обидеме да го пролонгираме кризата со цел да му дозволиме на здравствениот систем да може да се справи со кризата, а во меѓувреме да се изнаоѓаат мерки, третмани, лекарства, кои што би можеле да им дадат шанса на оние кои што се во критична состојба да можат да го преминат грипот. За сега не знаеме какви се резултатите, бидејќи треба време, барем 2 до 4. Сега доаѓаме скоро на 2 недели од како се заведуваат мерките. Тоа ќе видиме сега дали доколку бројката на заразени, особено бројката на мртви не продолжи да расне на експонентно ниво како што тоа се случи во Италија и Шпанија. Значи можеме да кажеме дека има некакви извесен успех во ова што го работиме. Меѓутоа, што значи тоа? Тоа значи дека како што ти наговести, угостителската индустрија, туризмот ќе страда во моментот и ќе страда и понатаму. Колку луѓето ќе бидат после се во ова комотни да шетаат, да одат по аеродроми, да се пикаат на тесни збиени места. Сето тоа е знак на прашање и чинам колку подолго трае кризава, толку по луѓето ќе бидат по колебливи да се вратат на она што го сметавме за нормално. Да. Она што е, значи како што реков, главното е со ова едноставно замрување на економијата, вештачко затегнување на економијата е да си дадеме прилика да можеме да се справиме подобро со ова. Значи, веќе фактот што Трамп и сите други лидери светски лидери се концентрираат сега на корона, добиваме во изминативе неколку дена веќе произлегува 3 или 4 различни третмани со кои што може да се кои што ветуваат некакви успеси. И тоа јас на некој начин се обидов да им го порачам на нашите гледачи во Македонија, тоа е всушност целата квака во сето ова. Вие треба да седите дома, зашто немате други големи избори. Овие методи, сите други методи не се бараат технолошки напредок, бараат менталитет кој што не постои во Македонија, бараат една култура на хигиена која што не постои, на општествена хигиена. Да. Овде нема да видиш човек што дува нос со 3 прсти. Нема ѓубре на улици, нема кучиња скитници. Па од озгора на тоа пак улиците се мијат со шампон неколку пати годишно. Да. Луѓето се држат на дистанца. Овде немаат луѓето навика да се нонстоп да се дружат, нонстоп да се збиени едни со други, на кафе, на ракија, на едно друго. Се оди во бар петок, сабота се оди на по час-два. Значи, кога се оди во ресторан, се оди семејство, оди наместо да готви дома, оди во ресторан, на 45 минути оброк влегуваат и излетуваат. Да. Значи, сето тоа се работи кои што не постојат, таквите културни навики не постојат во Македонија. Да не зборуваме уште за она нонстоп миење на раце, нонстоп средства за дезинфекција на секаде, нонстоп пребришување, преперување, колите колку често се перат овде.
Па во зимно време 2-3 пати у во недела. недела. А да не збориме, а преку лето пак бидејќи немаш снег и што не може да наседи на фарбата на колата, не е толку задолжително. Не се жужино, повторно се пере. Повторно се пере, да. Така што едноставно целиот начин на живот во Северна Америка е многу похигиенски од што оној во Македонија. Значи не можат некои сега да земат да прочитаат некои полуинформации и да кажат ама видете таму во Америка не се работи вака или во Јужна Кореја не се работи онака. Да. Треба да се земат во предвид сите овие други околности. Имаш нешто да, па што би сакал да додам дека не само да не сваќам дека имаме еден лош аршин спрема Македонија. Исто така и во Европа. Да. Бидејќи во целиот европски континент сите знаеме како живееме, мултигенерацијски во една куќа. Возбиени простори. Една причината за ширењето на бубонската чума во 17 век е бидејќи Лондон бил нехигиенски од тоа време. Да. Збиено. Една од причините поради која болеста се ширела е се сомнева дека глуците ја пренесувале. Да. Еве една работа сега, например, ние треба многу да не грижи фактот што Италија и Шпанија се двете од најпогодени држави на светот. Да. Со италијанците, а со до известна мера и со шпанците, ние споделуваме генетско наследство, не сите во Македонија, меѓутоа има извесен дел, голем дел на македонци кои што споделуваат. Да. Споделуваме културолошки особини, кога што го наброја ти мултигенерацијски домови, избиено живење, друштво, нон-стоп дружење едно друго. Да. Има исто така и климатските и еколошките услови не се многу различни. Во Македонија може лесно да ја пресадиш во Италија и да не препознаеш дека си на туѓо место. Да. Па имав еден познаник од Америка, италијански американец. Да. Кога го види Истанбул, кажем, наш ме посечува на мене на Бруклин. Да. Зошто? Па види во Бруклин и значи Истанбул, иако Бруклин е во Америка, Бруклин беше во една населена од италијанци. Да. Сицилијанци од Јужна Италија што бега имигранти од Јужна Италија кои се населиле таму, во Њујорк, во Бруклин. Да. Значи, сите овие се елементи кои што треба да ги загрижуваат во Македонија. Една сериозна работа која што можеби ќе се покаже како лесителна околност е што шпанците и италијанците како католици се многу попосветени како католици, како верници од што ние кои што израснавме во комунизмот. И тие земаат причеста од една чаша. Да. И тука може да е она смртниот удар за овие две општества. Меѓутоа, сето тоа се претпоставки и треба, ако сме умни, треба да се држиме на што побезбедна дистанца, што поголема шанса да си дадеме да успееме. Бидејќи, ако во Македонија се случи експлозија како што се случи во Италија, нашиот здравствен систем не е ни на пола од тоа што е италијанскиот. Да. Тука да се отвори направена добра поента. Бидејќи и во Италија, и во Македонија, и во Шпанија, медицинскиот систем зависи од колку пари ќе добие од државата. Да. Сега се збори дека еднаш кога беше кога започна во зачетокот на кризата на коронавирусот, на епидемијата на коронавирусот, Добро. италијаните ги молеле полно луѓе да се враќаат дома затоа што немале кревети каде да ги сместат болните. Да. Нивните болници. Да не забораваме, тука станува збор за најбогатиот дел на Италија, Ломбардија. Ломбардија. Не збориме тука за Сицилија или за Бари, не зборуваме за Наполи, зборуваме за срцето на италијанската економија, па дури и на европската економија. Така. Ова е регионот на Европа од каде што потекнува модерниот капитализам. Да. И сега ние да гледаме на нив, тоа е повторно. Тоа е незрелоста, несериозноста на луѓе кои што ќе погледнат, што гледај како работат кинезите, гледај како работат овие или оние. Ние не сме нити кинези, ниту корејци, ниту американци.
Да. Ние сме македонци, треба нозете да ги испружиме колку ни е долга чергата. Сега. Мислам дека отприлика го заокруживме ова. Да. Одиме кон она што сакам да не биде впрочем нашата дискусија. Избивањето на епидемијата придонесе до големи превирања во светот, Да. на нешто што личи крај на досегашниот светски поредок. Ние впрочем во последната емисија во која што ти беше гостин, Да. токму го дискутиравме тој нов светски поредок кој беше започнат во Версај. И зборувавме дека доаѓа крајот на тој систем. Оние кои ги следеа работите во например во 2015-2016 кога беше кампањата за претседателски избори во САД, двата или три главни постулати на програмата на Доналд Трамп беа дека со Кина мора да се променат односите, дали ќе се воведуваат тарифи, дали ќе се воведуваат некакви други регулативи, меѓутоа целта му беше да се направи репатриација на американската индустрија, да се барем стратешките индустрии да се вратат во Америка. Втора работа му беше да се затворат границите за имиграција. И во првата беа две точки, значи со Кина регулирање на односите и репатриација на американската индустрија. Во изминативе 4 години покрај големите обструкции кои што тој ги доживуваше од сите страни, тој сепак успеа да зададе големи удари на глобалистичкиот светски поредок и особено на кинеската економија, на кинеската трговија. Се воведоа тарифи, кинезите се обидуваат тие тарифи да ги заобиколуваат преку нивни врски тука во Канада, меѓутоа еве денеска, колку што разбрав, веќе се поставени војници на канадско-американската граница, што е случај што го немаме видено во историјата, со исклучок на војната од 1812-1814. Да, ако е 200 точно, тогаш ако таа вест точно, тоа е нешто друго. Али сепак да се разбереме нешто. Тоа не значи дека Америка ја објавува војна на Канада. Не, тоа значи дека Америка ја објавува војна на Кина. Да. И тука е она што сега, значи, како што рековме, светскиот поредок се распаѓа, Европската унија е готова. Европската унија е мртва. Со затворањето на граници, со недостатокот на солидарност во моментите на криза, тоа де факто Европската унија се распадна. Поништувањето на Шенген е не само едно практично дело за смртта на Европската унија, туку е и едно ознака на духовната смрт на Европската унија. Да, сепак тоа треба не види да се заблагодариме да е малку кривиме Ангела Меркел. Да. Што... Ова е се резултат на некомпетентноста на тие лидери како неа. И на Макрон, бидејќи дозволија прво не ја сватија сериозноста на напуштањето на Велика Британија на ЕУ. Да. Второ, не почна исто така со Америка почна да ги заголдуваат односите, Макрон и Меркел, сметајќи дека сега ќе ги извади Русија и Кина, со тоа што се гради плиновод, нафтовод од Русија спрема ЕУ. Не знам, мислам кога беше 2017 или 2018 или кога беше самитот на НАТО во Германија, Трамп им порача нешто, им упати јасна порака на Макрон и на Ангела Меркел. Да. Не очекувате да ве вадам од Русија. Ако мислите да се проориентирате према Русија, слободно. Да, зашто тие прават инвестиции од 6 милиарди долари кон Русија, а од друга страна ја обвинуваат Русија дека Русија се меша во внатрешната политика на Западот. Да. Што со тоа нешто кажува дека од една или од друга страна не се искрени. Да. Сега. Значи Европската унија се распаѓа, почнуваат да се затвараат оние
поморски патишта за трговија, кои што се една од клучните постулати на 14 точки на планот на Вудро Вилсон. И сега се наоѓаме во една интересна ситуација. Коронавирусов е мощна чудна појава, мощна чудна направија. Дечково, доктор Пол Контрел, вреди да се слушне, тој е полимата, мислам има докторат по некои математички науки, меѓутоа има сега од Харвард, сега е апликант за влез во медицинското училиште во Харвард. Веќе значи има студирано пред медицински студии, едно друго, значи човекот не е лаик. Тој сугерира дека вирусот е направен во лабораторија, дека во секвенцата, ДНК секвенцата на вирусот постојат секвенци од SARS вирусот, кој што не удри тука нас во Канада во 2003 година. И има секвенци од HIV, SIDA вирусот, што е вирус кој што го заслабнува имуниот систем. И да речеме дека ова е само негова предпоставка, да не го земеме здраво за готово што го говори. Начинот на кој што се однесува вирусот е навистина многу сомнителен. Значи, што знаеме сега за вирус? Знаеме дека доколку човек се зарази од вирусот, има период од 5 до 15 дена кога вирусот инкубира во неговото тело, меѓутоа човекот не покажува симптоми, а од друга страна е заразен за околијата. Значи, тој активно го шири вирусот, самиот несвесен за тоа што го работи. И, второ, вирусот живее на површини, челик и пластика, по 3 до 4 дена. Челик и пластика се модерни изуми кои што се многу често во употреба во современиот свет. А на картон живее некаде околу 12 часа. Кога јас би произведувал биолошко оружје, отприлика така би сакал да се однесува. Кој е твоето мислење во мислење? Моето мислење, бидејќи ако беше ова природен вирус, немаше да се дигне таква голема паника. Бидејќи растен бројот на заболени, постојано се накачува, не можеме да најдеме природен лек за тоа. Значи, организам не може да го излечи овој вирус. Да, па добро сега, кај 90% или 95% од случаите е излечив, односно самиот се прелегува. Меѓутоа, кај оние кои што ги зафаќа е многу сериозно. И сега, што е битно? Значи, вирусот избива во град во кој што има вирусолошка лабораторија од највисоко ниво. А од друга страна, и баш мислам во времето кога стимнуваат протестите во Хонг-Конг. Во Хонг-Конг има протести. Во исто време некои кинески научници кои што биле на соработка во Канада се депортираат. Ова што сите држави реагираат вака драконски и што не ни издаваат информации, сугерира на нешто многу подлабоко. Во однос на ова ти што викаш, не е дека не излечив вирусот, туку оние кои што се во критична состојба имаат потреба од интензивна лекарска нега. Што значи, например, какви куршуми се користат од војска? Посилни од оние што можеби да кажеме дека се за ловџи. Куршуми кои што не убиваат, туку рануваат. Да. Значи, поентата е ти да го раниш твојот непријател, да му ја да го онеспособиш, да го натераш, не само да го го онеспособиш, зашто кога ќе убиеш припадник на непријателската војска, готово, завршена работа. Тој е мртов, можеби ќе треба погребно му се направи или ќе го оставиш да лежи таму кај што умре. Меѓутоа, кога ќе го повредиш, кога ќе раниш војник,
Сега треба да се активира цел здравствен систем за тој да се одржи во живот, да се опорави и прашање е дали воопшто ќе може да се врати на бојното поле или ќе може да функционира. Значи, доколку јас произведувам биолошко оружје, би сакал токму да се однесува како ова. Да, и друго нешто, обично во војна кога си во војна ситуација, што би се кажало во војно жариште, кога војуваш на бојно поле, деморализираш кога да гледаш каде твојот војник се рано, како твојот колега, што би се кажало воен другар. Да. Другар се ранува, не можеш ништо да направиш да го спасеш. Да. Умира бавно. Или се мачи долго време без шанса да умре. Да, тоа е сега овој вирус има тоа што е смртен, ама има деморализирачки ефект врз населението. Да. Врз населението и тука сега тука помешано, тука се да ги додаме и состојката на паника од страна на медиумите. Да. Која дигаат ова паника дека готово дојде крај на светот, некои лидери се неспособни, некои се поспособни, доведува до сомневање кон етиката на новинари. Да, сега, однесувањето на медиумите е уште посомнително и по-карактеристично се тоа што работи. Значи, од една страна ги имаме десничарите кои што имаат тенденција да бидат скептични во однос на се, и тие се, ама зошто сега што направивме со економијата, дајте да се вратиме, ова е кашлица. Од друга страна ги имаме либералите, левоориентираните медиуми, кои што до вчера викаат дека ова не е ништо, ова е кашлица, дека секаква мерка која што ќе се преземе против за спречување на ширењето на епидемијата е расизам, ксенофобија, не знам што, дека вирусите немале пасоши, дека вирусот не познавал граници. И сега одеднаш тие скокнаа и тие сега ќе се борат оваа ситуација на економски застој да трае што подолго време. Моја теза минатата недела беше, и тука некаде се уште стои, дека ете и да не бил овој вирус толку сериозен, левичарите се обидуваат да го вепонизираат, што вика, да го употребат како оружје, со цел да го срушат Трамп. Тие беа убедени дека реформи кои што Трамп ги беше направил во Центарот за заразни болести, со тоа што беше ускратил еден куп ОЗТ-а чија што намера беше исклучиво од пропагандна смисла, каде што целта им беше да шират ЛГБТ пропаганда. Бидејќи тој ги направи тие реформи, на левичарите им се увидело дека готово, тој го уништил Центарот за заразни болести и сега нема да може да се справи со проблемот. Значи, во секој случај, левицата кокетира со Кина, бидејќи тие се петата колона овде. Да не забораваме дека во Америка петата колона на комунистите постои од самиот прв ден на постоењето на Советскиот сојуз. Алжир Хис и целата негова врхушка сврзана околу него, сите советници на Франклин Делано Рузвелт, ги имаме потврдено дека се биле соработници на КГБ од пробивање од оние Винона Пейперс. Значи тоа е оригиналните Wikileaks. Американската служба конечно успеала да ги разбие, да ги пробие линиите на комуникација на комунистите и веќе некаде околу 90-та година беа извесен дел од тие беа објавени. Значи на западот имаме една пета колона на комунисти и симпатизери на комунисти и имаме проститутки, кои што деновиве се обидуваат да ги пласираат сториите дека не е ова. Прво беше дека е расизам да се споменува дека вирусот потекнал од Кина. Потоа беше дека вирусот всушност бил
бил донесен во Кина од страна на американски војници, па дали потекнал од Канада или не знам што. Сега на новото дека италијаните го направиле вирусот. Да. Дека вирусот центарот на вирусот е Италија. Да. И што е најсимптоматично, сега имаме случај каде што очигледно е дека председателот Трамп се справува со кризава на еден извонреден начин. Да. Да погледнеме на каква готовност ја стави Америка да сите проектирани цифри за тоа колку ќе биде смртноста во Америка веќе се распаѓаат благодарение на тоа што го работи Трамп како бизнисмен, како генерален директор на фирма. Тоа левичарите не можеа ни да го замислат дека такво нешто ќе може да направи, бидејќи тие немаат никаква представа од светот на бизнисот. Меѓутоа, што гледаме тука? Гледаме известни медиуми кои што секогаш беа против Трамп, кои сега повторно пласираат приказни дека еве Трамп ништо не работи, Трамп не е тој кој што се справува со кризата, други се справуваат со кризата. Да. Има уште нешто околу вирусов што треба да го што сугерира дека е можно биолошко оружје. Тоа е фактот што не знаеме дали се формира природен имунитет кон вирусов. Да. Бидејќи ако е вистина дека има сегменти на HIV, тоа значи дека тешко. Имуниот систем на човекот е трајно компрометиран. Да. Тоа го да баш на една канадска телевизија ова прашање беше поставено. Дали ако го предлагаш тој вирус, дали добиваш тајен имунитет? Да. Одговорот беше некако докторот не знаеше како да го одговори бидејќи не му е познато. Значи немаме, еве сега да погледнеме повторно колку има завршени опоравени, наводно има 150.000 души по светот. Тоа е се уште премала бројка. Извесен дел од тие 149.000 се вчера или завчера или од сабајле се регистрирани како опоравени. Значи не знаеме како ќе се однесува нивниот организам во месеците што предстојат. Да. Доаѓаат вести дека во Кина има втор бран. Да. Сега околу Кина. Помно светски здравствени експерти, кога Кина прогласи победа, наводна победа над вирусот. Да, на видеото кога скинуваа маски. Кога ги испраќаа назад дека помошните тимови што дојде во Вухан, рекоа дека ова е лош потек на Кина, затоа што може да се случи втор или трет бран. Еве сега започна втор бран. Па во секој случај, значи и овие мерки кои што ги правиме тука на социјално дистанцирање, на општествено дистанцирање, целата поента е дека вкупниот број на смртни случаи што се очекува од вирусов е околу 30 милиони, меѓутоа не во првиот бран. Се очекува некаде во токот следните 3 до 4 години да се случат 3 бранови на вирусов. Значи, целава поента е ние сега да го спречиме првиот бран, односно да го ублажиме првиот бран, да поминеме со што помал број на смртни случаи, за вториот и третиот бран веќе да бидеме спремни со вакцини и со сето друго. Да, ова е слично на шпанскиот грип. Да. Чишто втор бран бил многу поопасен од првиот бран. Наполно на нашата публика не е познато што значи кој термин зашто тој грип се вика шпански грип. Да. И кога било таа епидемија. Да. Таа епидемија започнува 1918 година, кога ќе се врати кога првата светска војна завршува, кога сите се враќаат од фронтот. Бидејќи биле во разните робови кои биле од кал не санитетски што би се кажа, биле во исполнени на несанитетски услови. Таа го зафаќа целиот свет, таа е првата пандемија, втората пандемија после чумата, бубонската чума, и го зафаќа шпанскиот крал во тоа време кој го предржува и затоа се вика шпански грип, шпанскиот грип. Инаку потеклото и на тој грип е од Кина. Од Кина се, да. Значи, првиот бран се случува во пролетта, летото доаѓа и стивнува грипот, меѓутоа нормалната
традиционалната грипна сезона е кога се случува катастрофата. Значи, како што реков, немаме дефинитивни докази дали се гради имунитетот грипов, што значи дека повторно помудро е да не се здобиеш со грипот, да не го прележуваш, одолу што да го прележуваш, па после да имаш цел живот и имаш проблеми. Иднината која предстои пред нас. Тоа е впрочем она што кога ги се обидуваме да го дискутираме. Да. Значи, Кина е држава од која што во традиционално произлегуваат заразни грипови, болести кои што го напаѓаат кардиоваскуларниот и пулминарниот систем на организмот. Да. Значи, оние болести како, да кажеме, колера, ебола, кои што дизентерија, кои што се поврзани со хигиена, тие обично произлегуваат од Африка или некаде од Европа или едноставно во местото каде што е загадено. Да. Меѓутоа, гриповиве потекнуваат од Кина. Југоисточно-азиските држави кои што се во сферата на влијание на Кина и кои што се граничат со Кина и кои што неопходно мораат да имаат тесни трговски односи со Кина, објаснивме како се справуваат со тоа. Значи, тие имаат една своевидна полициска држава која што се грижи, која што внимава на секој избивање на грип. Меѓутоа, и тие не го истребија грипов. Да. Тие само го држат под контрола. Доколку ќе може да се држи под контрола, сето тоа е експеримент, не знаеме. Да. Тие се обидуваат сега да го држат. И она што го работиме ние е експеримент. Да, Најсигурното е да се направи едноставно сите да се заклучат по дома, 1, 2 до 3 недели, тие што се заразени да им помине, тие што ќе умрат да умрат и потоа да се резумира повторно со нормален живот. Меѓутоа, што ќе значи нормалниот живот од тука на натаму? Тоа е големо прашање. Тоа е големо. Дали си ти, например, ние сега јас објаснував минатиот пат, сега веќе во сите продавници се даваат оние ракавици за една употреба, сите сме наоружани со средства за дезинфекција, на секое влегување дома, на секогаш кога ќе пипнеш нешто надвор мора раците да ги дезинфицираш, претпоставуваш дека секој е заразен, дека се е заразено, тоа е едно параноично, психотично однесување, што не може да живее човек така подолг период. Не можеш бидејќи ако живее во параноја, психоза ќе направи глупост. Да. Ќе може да објаснам. Кога сме во ваква кризна ситуација, не треба да се диза паника. Не треба да се крива паника. Да. Треба да се народот да се смири, да му се даде, да му се влее доверба, да му се влее некаква доверба дека се ова и некаква дека лидерите тие што го водат знаат што прават. Дека тие мерки што ги поведуваат се окей. Да. Сега треба сите да како што рече ти, од една духовна, душевна, психолошка перспектива, не вреди сега да урламе дека е ова диктатура, дека е тиранија, едно друго, затоа што никој од нас немаме апсолутно никаква можност да ја промениме ситуацијата. Да. Ова е што би се кажало више Божја сила. Да, ова е не во контекст на Содома и Гомора. Да. Доку ова е Па и во тој контекст. Да. Во овој случај не може ние само можеме да се молиме за подобро утре. Да. Подобро утре. И едноставно сега како што реков, џабе ние сега урлање диктатура, тиранија кога што можеш да направиш? Ништо. А од друга страна, секоја држава, секоја нормална држава има некакви си механизми кои што се подготвени однапред за вакви моменти. Например,
ако сакаш да ни објасниш за некои од тие сегменти, бидејќи ти имаш малку поголемо познавање со правото. Да, па еве, во Канада провинцијалните премиери поради настаналава ситуација прогласија военна ситуација со состојба. Дали е според тебе тоа тиранија, рушење на демократија или нешто слично? Не имаше обид од страна на нашиот премиер Џастин Трудо да го направи да направи една финта, знаеш, сега ќе ви дадам, ќе прогласам военна ситуација, но дайте ми ја сета моќ со мене. И за година и пол, 2 години бараше. 2 години бараше што според уставот и според сите законски решенија, таа највеќе што може да даде 6 месеци. И толку доби, така 6 месеци. Толку 6 месеци, али и што му се даде, што се стави исто така од страна на конзервативците, што конзервативната партија на Канада, што успеа да го наметне, е дека во било кој момент, кога ќе се види дека спасува кризата, може да се излезе од военна ситуација. Значи пред истечувањето на 6 месеци. Пред истек на 6 месеци. Али сега се навратиме. Прво, ова военна ситуација не мора да се воведува само кога имаме воени состојби. Тоа кога сме нападнати или имаме некакви акти на територија на нашата држава, на било која држава. Военна ситуација може да се прогласи во рамките на еден град, на една регија, или не мора... Пред сега да не одиме многу длабоко. Значи, во демократските општества постојат механизми кои што се претходно подготвени за вакви ситуации. Да. Значи, заведувањето на мерки кои што во секој случај ги ограничуваат слободите, личните слободи на луѓето и штетат на нивниот економски раст, сепак тоа се работи кои што се предвидени во уставите. Сега. Значи, тешко е, повторно ќе речам, тешко е да верувам дека луѓето, мене веќе ми е смачено од постојано триење на раце, постојано дезинфекција, кога ќе фатам нешто, секој ден да пребришувам волани, кваки, се што ќе фатам. Значи, на мене веќе ми е смачено. Верувам дека истото ќе биде и со други луѓе, дека не сум јас единствениот. Од друга страна, доколку сум инвеститор кој што има милиарди долари на располагање да инвестира, не знам дали би се осмелил сега повторно да инвестирам во Кина или во некоја друга третосветска држава, исчекувајќи, односно со неизвестност дека повторно може да се случи некаков ваков катастрофален застој. Да. И конечно сега, можеме да тврдиме, ама добро, еве сега ќе се направат тестови, овие инстант тестови, не знам што ќе може да се проверуваш дали си позитивен или негативен. Меѓутоа и тоа е повторно сега со секој кога ќе се сретнам треба да се боцнам, да му докажам дека сум окей, за да може да се сретнуваме. И тоа не е начин на кој што може да се живее. А и конечно се чини дека на интервал од некои 4-5 години од Кина произлегува некаков нов вирус. Значи, ова мерките кои што ги заведеме за корона нема да бидат ефективни за следниот вирус. Тука се согласувам и има една изјава на секретарот на стопанство на Америка, Билбур Рос, кога малку започна епидемијата со коронавирусот, убаво кажа, и упати порака на американските стопанственици, прекинете да работите со Кина. Вратите ги работите назад и друг пат ова да не ви текне да ги сете на работите надвор од Америка. Значи, конечно дојдовме до она што, впрочем, сакаме да го дискутираме. Дали ќе опстане светот на отворени граници и на слободно движење на стока и на работна рака? Не. Бидејќи ова е криза, ова е епидемија, ова криза, било како... Ова е криза од повеќе аспекти, да. Ова е криза, единствено ќе се намине со едноставно прекинување на тоа, на таквите мерки, на таквата идеја дека слободно можеме да се движиме без никакви проверки и без никакви последици.
Бидејќи и не е само проверки да правиме, како што рекав еве сега, да се тестираме Да. инстантно, постојано, повторно тоа се тестираме за тоа што знаеме, не тестираме за тоа што не знаеме, тоа нема на крај да биде ефективно во спречување на една ваква ситуација. Постојано ќе живееш во страв. Да. Да, како што живеат овие соседите на Кина. Да. Што не го препорачувам. Прво, тоа живењето во страв може да предизвика психоза, депресија и различити ментални болести. Да. Економските застои исто така предизвикуваат такви работи. Да. Што би препорачал и ова го имаше еден добар надпис во еден угледен американски магазин Forbes. Да. Каде се јасно го поставува исто прашање, дали ова значи крај на Кина како комерцијална сила, како комерцијално место за тргување со комерцијално место. Да. Според мене, моје мислење дека ќе значи крај, бидејќи Кина не може да гарантира дека ваквите работи нема да излегуваат кај нив. Да. Интересно нешто за Кина е, не знам дали го веќе го спомнавме, меѓутоа Кина, империјална Кина е една од најнапредните, најстарите цивилизации на светот и империјална Кина била многу понапредна од Европа се до некаде 16-17 век. Така е. Она што било карактеристично за Кина тогаш и сега ги заборавив имињата на луѓето, меѓутоа имаме ситуација кога Кина ја гради, тоа е некаде 15 век или 16 ја гради најголемата флота на светот, која што првин ја користи за една како да кажеме, за дипломатска мисија, да ја шири, да го шири знаењето за Кина ни светот и да го види, едноставно да прибере што повеќе знанство, информации од светот со кој што може да ги врати во Кина. Меѓутоа, набргу потоа, за многу краток период, таа флота е уништена и Кина повторно се врти внатре кон себе си. Кина, како империјална сила, никогаш не била, немала амбиции да владее со светот. Меѓутоа, Кина под комунистичката партија се чини дека има едни други амбиции. Да, па точно тоа така, империјална Кина повеќе имала проблеми со постојаните напади од страна на татарите. Да. И на ханите, мислам на ханите или на... тие се хани. Хани, и на различни диви племиња кои напаѓале, кои влегувале во кинеска територија и го плячкале и Монголи и така нека. Да. Али тие имале повеќе осет за домашна безбедност. Да. И кога се уништува флотата по големата експедиција. Да. Кинескиот император во тоа време го има изјавено ова. Ние имаме се што ни треба, Не ни е потребно ништо друго. Да. И сега од тогаш на натаму Кина веќе ја уништува собствената самоиницијативност и се врти кон политика не на иновативност, туку на complacency, колективност, како ќе се кажува мислам дека повеќе би го кажал жалење или на конформизам. На конформизам. Пардон. Што се случува сега со комунистиве, откако во 72 беше Никсон на 68 мислам кога Кисинџер и Никсон во Кина. 68 во ред. Може би тука некаде во времето на Никсон, сега Виетнамската война, да. Значи од тогаш на наваму, а тоа го прават американците со цел да го подријат Советскиот сојуз. Да. Значи тоа е истата политика која што ја водат кон Југославија. Полека од тогаш на наваму Кина почнува да заживува економски. Меѓутоа таа заживува економски не благодарение на својата иновативност, не благодарение на својата иницијатива, туку благодарение на од една страна користење на робовски труд на своето население, а од друга страна на користење на донирана или украдена технологија од страна на Западот. Не. Значи,
Каде одиме од тука на нааму? Доколку викаме дека е крајот на светскиот поредок во кој што Кина е светската фабрика за се и се што. И доколку викаме дека Америка веќе ќе ги затвори своите граници за кинески производи, дали за сите или за извесен дел од нив, меѓутоа дефинитивно до тоа ќе дојде. Особено ако Трамп победи во оваа внатрешна граѓанска војна што се води сега овие 4-5 години во самата американска администрација. А верувам дека ќе победи бидејќи тој е победник и тој е патриот, тој е човек кој што има семеен бизнис и кому му е јасно дека не постои држава на светот и не постоела и нема да постои во која што може да се постигне тоа што тој го постигнал за своето семејство. И затоа верувам дека тој е вклучен, тој е спремен 120% за оваа борба и верувам дека ќе успее. Американскиот дух е несовладлив. И сега, значи, штом зборуваме за таква разврска, Кина дали ќе може да опстане како прва, втора, трета економија на светот? Не, бидејќи сепак ако погледнеме примерот на Америка живее од сопствениот труд. Да. Кина живееше дури не ги експортираше своите работни места во Кина. Да. И повторно има капацитет да живее од сопствениот труд, доколку се реши да го стори тоа. Да. Али тука се го право, се зависи од волјата на американскиот народ, како ќе одлучи, дали ќе одлучи да му даде Трамп уште 4 години, Да. или ќе се одлучи да се врати на старото пред Трамп. Според мене, бидејќи ова е војно доба, војнодобни председатели обично мислам дека никогаш не изгубили избори. Така што очекувам дека Трамп ќе победи и дека сето ова сега ќе има уште поголеми удари, особено од пропагандни аспекти. Ќе има уште повеќе приказни за тоа како Америка не успева да се справува со кризата, како е катастрофа тука, како Америка пропаѓа едно друго. Меѓутоа, она што ќе се случува на теренот ќе биде најважно. Дали овие стратешки индустрии кои што тој ветува дека ќе се вратат, дали навистина ќе почнат да се враќаат. Имаме 6 месеци до изборите. Така ли е? Да, тука некако 6 месеци имаме. Значи има се уште шанса да почне барем да види народот дека се случува тоа што го ветува. Доколку границите останат затворени како што сега се затворени, кои што реално доколку се очекуваат уште 2 нови бранови во идните 5 години на овој грип, реално е дека рестрикциите за патување ќе останат на сила. Значи, двата најголеми постулати на неговата агенда остануваат исполнети. Што значи според мене Трамп би требало многу лесно да победи на изборите што следат. Да, па и јас моето очекување исто, бидејќи неговиот против кандидат е несериозен. Да. А и склеротичен, што е најтрагично тука. Џо Бајден е човек кој бил во политика веќе 30-40 години. Се има кандидирано за номинацијата веќе 6 или 7 различити наврати. Секој пат губи, значи тој лузер сега, тој губитник, демократите го ставаат буквално како марионета, како леш, кој што не може да врже две мисли, една реченица не може да направи без да направи грешка. За жал, ова е веќе трагедија што се работи, тука повторно се покажува комунистичкото немањето на никаква човечност кај комунистите, бидејќи тие се спремни да го работат тоа со еден човек кој што треба да биде згрижен во лекарски дом. Па види што исто така би се согласи, иначе оние што се имав една шанс, имав една можност да ставам кампањата, како и ти. Али што успеав да прочитам од еден весник кој е Harper's Magazine, кој е про левичарски, кој направи партел од Џо Бајден.
И сега Да, тоа беше пред да се тој да се вклучи во Да, трката. Го правеа партал, му викаа немој да се вклучуваш, не ни треба уште еден стар белец, едно друго трето. Сега тој ни е спасител, месија. Значи, сега се наоѓаме во некаква фаза на војна. Ова адмиралот Домазет Лошо би го карактеризирал како хибридна војна, значи веќе имаме една биолошка војна. Сега, тука сакам да го квалификувам ова. Вирусот делува дека е направен во, значи како се однесува, делува дека е направен во лабораторија. Да. Избива во град кој што има таква лабораторија која што прави такви работи. Кинезите прикриваат, лажат, манипулираат, секој втор ден нова приказна за тоа како избил вирусот. Јас пак ќе кажам дека верувам дека вирусов не им е испуштен намерно. Да. Бидејќи да е намерно испуштен, нема толку да има проблеми во Кина. Има некои претпоставки, посебно овој дечко во доктор Фил Кантрел, тој проценува 80 милиони заболени во Кина. Има спомнато околу 8 милиони претплатници на мобилни телефони исчезнале од декември до сега во Кина. Се гледаат од сателитски снимки, се гледаат крематориуми како работат 24 часа на ден, облаци од сулфур врз градови. Значи, доколку Кина го испуштила овој вирус намерно, мислам дека би се обидела да се заштити себе си. Мислам дека сепак ова е вирус кој што е подготвуван за некој иден ден, за кој што има план, како што секоја служба и секоја војска, секоја армија си има планови за како да го користи. Значи планот веќе постои и сега тие решаваат, окей, ова ни се испушти. Да. По дали некоја некомпетентност, дали некој вработен во лабораторија направил лоша пресметка или било што. Сепак би рекол дека кинеската власт не намерно го испуштила вирусот, меѓутоа работела на ваков вирус, што значи дека ако не денеска, ова би сакала да го направи за 5 години, за 10 години, за 15 дена. Да. Значи, исто така симптоматично е одговорот на Кина, кога светската јавност ја моли Кина да ја даде помош. Да. И да го испита вирусот. Кина одбива. Да. Тоа беше кога беше во декември, кога официјално се објави веста дека има епидемија. Да. Излезе еден доктор околу 35-6 години, името му го заборавив, мислам Пу му беше презимето. Излезе со некое видео кое што проциркулира низ интернет за ова што се случува. Објасни дека е ова некој владин проект. Човекот го снема. Тој го прогласија за болен и умре навоно од Умре и тој од вирусот. Од вирусот. Значи, сега сме, како што викам, веќе во некоја првична фаза, а можеби и не е ни прва фаза, можеби изминативе 4 години оваа трговска војна што ја води Трамп со нив, можеби тоа е, впрочем, кога ќе погледнеме сега од историска перспектива после 20 на години, ќе можеме да кажеме, чекав, впрочем, која беше јануари 2015 кога или март кога Трамп се симна од лифтот во неговиот во Трамп Плаза и кога го одржа говорот за Балкани, мексиканци и за Кина, дека впрочем тогаш започнала оваа трговска војна, односно првата фаза на војната која што до сега беше претежно трговска и пропагандна. Сега веќе одиме во некоја биолошко пропагандна фаза, а следната фаза да се надеваме дека ќе биде студена војна. Да. Сега, во случај на студена војна, како ти го гледаш светот? Јас би рекол, она што е логично е Америка да ја обнови Монровата доктрина, да се концентрира на западната хемисфера, пред се северниот пол до Панамскиот канал, до она Дариеновата празнина, со што на тој начин физички ќе ги обезбеди своите граници. Очекувам дека ќе останат во некакви односи со Јапонија, со Јужна Кореја, можеби тоа се нивни традиционални партнери, Велика Британија. Не го забравяме и Тајван. Тајван, да. Меѓутоа,
Австралија, секако оној англосферата. Да. Меѓутоа, што правиме со Централна Европа, со Западна Европа, што правиме со Македонија? Каде ќе се вклучат овие држави? Сега вака, бидејќи сега имаш И кои ќе бидат економските последици, например за Македонија тука? Бидејќи Македонија зависи од странски инвестиции и од гастарбајтерство. Сега е добро што го прашува прашање, поставува прашање, бидејќи последиците за Македонија се огромни. Бидејќи зависиме од гастарбајтери и странски инвестиции, после сметате дека тешко да ќе постои нешто што гастарбајтерство. Ако не се најде сега лек, ќе се бара некакви премиерот на Онтарио Даг Форд кажа дека оваквите мерки има шанса да останат до јуни-јули. Да, па еве, впрочем, ние започнавме со едни релативно релаксирани мерки овде. Првин, се затворија оние бизниси кои што се проценија за не обходни. Впрочем, ни тоа не беше првата мерка. Првата мерка беше затворење на училишта, факултети и укинување на сите овие спортски настани, концерти, значи на големи збирања. Така. Па следната мерка беше затворање на ресторани со исклучок на ова take-out, значи готова храна да се изнесеш дома. Па потоа сите неопходни бизниси се затворија. Сите, односно, не неопходни. Денеска имаме нова мерка. Денеска забрана на патување во Канада. Меѓупровинциско. И во Онтарио веќе имаме ограничување на збирања, на групирања од 5 души. Значи, максимум собирање, максимум здружување е до 5 души сега. Да. Доколку не се случуваше нешто што не го знаеме, нешто посериозно, немаше да се заведуваат овие мерки. Да. На сите ни е јасно колку е битна економијата овде и колку на секоја власт и е важно да има силна економија за да може да каже дека работи како што треба. Да. Па види, потребна ни е силна економија. Да. И така треба да го сватат сите економисти, македонски економисти. Да. Не она на не она ефективно што ја гледаме со прибирање на странски инвестиции кои не знаеме до кога ќе траат. Да. Тие се краткорочни сега мерки. ќе видиме дека веројатно тоа му е дошло крај на сето тоа. Да. Сега што треба, зошто ни треба силна економија? Ни треба силна економија прво, да обезбедиме, прво треба да го решиме проблемот со земјоделието. Тоа земјоделие треба да профункционира, без разлика, бидејќи треба да имаме храна и во кризно, и во мирно, и во немирно, и во кризни времиња. Да. Ни треба да имаме занаичи, ни треба да имаме некој кој ќе ги прави орудијата со кои земјоделцот ќе се користи да работи земјата. Да. Значи, твоја прогноза е исто како и мојата, дека за Македонија допрва ќе доаѓаат тешки и напорни времења, предизвици, бидејќи економијата на која што се засноваше Македонија од времето на Југославија, Така. веќе доаѓа пред својот крај. Очекувањето дека од странство ќе дојдат пари, дали преку уште од турско дека до Иван од Русија ќе дојде да не спаси, или дека ќе дојдат странски инвестиции сега во поновиве времиња, или дека ќе одиме во странство да работиме па ќе праќаме пари дома, или ќе се вратиме дома, ќе купиме станче и сме завршили работа. На таа епоха и доаѓа крајот. Да. Значи сега што станува за Македонија од тука натаму? Ти уо кажа, значи земјоделието е прво и основно кое што мора да се реши. Она што според мене единствена опција која што станува за Македонија е да се разбудиме, да престанеме со ситно политичките препирања и да почнеме, значи да направи, треба Македонија да направи услови, да создаде услови во кои што диаспората ќе се врати доброволно. Да. И која што ќе може да придонесе во развитокот во градењето на овој демократски систем
сега условно кажано демократски, дали демократски треба да биде или монархистички или нешто во таа смисла, меѓутоа систем кој што ќе се грижи за граѓаните, а во кој што граѓаните ќе реципроцираат со грижење кон државата. Тоа се работи, значи доаѓа веќе крајот на епохата во која што може да се очекува некој друг да ни ја заврши работата. Да, бидејќи во времето на Југославија, мислам дека проблемот е погрешно премислен на тие сите надежи. Е дека дедо Иванче од Русија ќе ни помогне. Да. Имав една случајност, најдов еден надпис од 1913 во времето на Линденското востание, каде една белгиска принцеза го замолува австро-унгарскиот монарх Франц Јозеф да помогне на страдалниците од Линденското востание, каде обезбедува помош од 1000 флорини. Мислам, сега, тоа значи дека треба да прекинеме, да се надеваме дека помошта ќе дојде од исток, од Русија. Многу е опасно овие сега што се радуваат на пропаста на Европската унија. Впрочем и јас сум задоволен од фактот што Европската унија пропаѓа во овој нејзин облик. Меѓутоа, нашата ориентација мора да биде западна. Да. Уште по-страшно е доколку Кина навлезе тука. Ова што Кина влегува сега како ослободувач, како спасител, што оди во Италија, во Шпанија, што дава помош на секаде, ова е пропагандна програма и уште поопасно, јас мислам дека тие сега се обидуваат да добијат прворачни податоци за тоа како нивната болест функционира, како делува, значи да добијат крвни анализи, ДНК анализи, едно, друго, трето, со што би може да го усовршат оружјето. Да. Па едно и во Бразил имаше таков случај. Да. За време на Дилма Русев, на бразилската председателка Дилма Русев, па и на овој други, може да беше пред неа. Дозволија кубански доктори да дојдат кај нив. Кога го се избра Жаир Болсонаро ги измама сите кубански доктори, бидејќи ми кажа, вие работите за разузнавачката агенција на Куба. Ние не сте доктори. Да. Ако сакате да останете, побарајте азил. Да. И сега во однос на Македонија да се збратимува со Кина, веќе она што го спомнавме на почетокот на дискусијава. Хан, етничката група Хан е една од тврдокорните и најопасни, би рекол во една смисла, иако јас имам пријатели кои што се од таа етничка група. Имам бизнис партнер од таа група. Да. Јас не сум, немам некаква омраза кон овие луѓе, впрочем им се воодушевувам. Ние од нив треба да учиме како да бидеме покохезивни, подисциплинирани, меѓутоа тие представуваат опасност. Посебно тој менталитет на ханската група во содейство со комунистичкиот менталитет представува една огромна опасност за светот. Гледаме дека тие немаат чувство за страв пред Бога. Немаат чувство за некаков респект кон природата. Си играат играчки со вируси, си играат играчки со Бог знае што. Има илјадници логори, затворенички казнено-поправни логори каде што отстрануваат органи од луѓе, се прават експерименти. Кога ќе падне овој режим во Кина, она што го работел Јозеф Менгеле ќе биде мачи кашај, што се вика. Да. Нема и начинот на кој што етничката група Хан едноставно се шири и истребува, каде што се шири, не остава ништо од групата која што живеела претходно таму. Да. Значи, зборуваме за една многу опасна ситуација. Пратете што ќе се случува со Африка во годините што предстојат, бидејќи дел од Африка и преотстанува на Кина, таа веќе има заземено упоришта во Африка. Пратете што ќе се случува таму, какви
прекрашување на човекови права и се што ќе се случува што го правил Леополд во Конго нема да биде повторно и тоа ќе биде само една смешка во однос на ова што го прават кинезиве. Ортаклук партнерства со едни такви луѓе кои што не ни се доволно познати, а она што ни е познато за нив е многу страшно, не е воопшто мудра работа. Исто како што не е мудро да вирусов да не го сметаме за сериозна работа, бидејќи не знаеме ништо за вирусот. Тоа е новина која што можеби стварно е кашлица, меѓутоа што ако не е. Еве, една од секвенците на ДНК во вирусот покрај на сидата е на SARS вирусот. SARS вирусот беше многу смртен, многу брзо убиваше. Меѓутоа тука му беше и слабоста што не се ширеше така брзо, бидејќи симптоми се појавуваа веднаш. Во рок од 1-2 дена се појавува симптоми и заболениот брзо умираше. Оние кои што преживеа, живеат со трајни последици на нивните бели дробови и на нивниот кардиоваскуларен систем. Значи, овие сега што викаат дека не треба ништо да се прави, дека ова е кашлица едно друго, мене ме потсетуваат на времето кога на Балканот дошле турците и кога народот ги прифатил нив како подобра алтернатива одошто локалните владетели. И тие мислеле дека ова е само промена на власта. Нема да биде трајна. Нема да биде трајна. А сега уште не можеме да се исчистиме од тоа наследство. Значи 600 години скоро биле апсолутна власт таму и сега после 100 години од како се таму уште не можеме да се исчистиме од тоа искуство. Па исто така мислам дека тие луѓе што велат дека ова е кашлица, мислам дека веруваат дека земјата е рамна. Да. Дека не е топка. Да. Во ред, мислам дека доволно длабоко направивме дискусија, наблеговме во малку повеќе теми. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Се надевам дека аргументите кои што ги понудивме беа доволно поддржани, а доколку нешто не ви е јасно, слободно поставувајте прашања, коментирајте, ширете ја содржинава, зажалете минатата емисија која што е преку 2 часа долга, во која што наведов еден куп информации кои што ги собирав цела недела, нема ни 30 на прегледи. Додека во исто време се шират секоја лажна вест, секоја лага, секоја манипулација, секаква глупост, тебе сега за 5G, за се и се што се шири како да е се шири побрзо од коронавирусов, практични информации, детални информации, поддржани информации кои што можам да ви дадам референции, да ви дадам се, тие работи не се шират. Бидете опрезни, споделувајте ги овие информации, споделувајте ги со вашите сакани, чувајте се, пазете се, бидете дисциплинирани, бидете опрезни, мијте ги рацете, дезинфицирајте, не се движете, немате што да правите кога се движите. Да сте некои што се вика директори на космосот, па го разбирам. Немате ништо, и онака животот у Македонија е прост, и онака се шетате за да се дружите, за да пиете кафе. Малце покажете една самодисциплина. Поминете малку време со вашите мисли. Размислете како постапувате во животот, што правите во животот и помислете дали можеби нешто можете да промените. На оние кои што зборуваат англиски, би им го препорачал свештеникот Јосеја Тренам. Тој е припадник на Американската православна црква, значи не зборуваме сега за ереси, за туѓински вери, зборуваме за наша црква, Американска православна црква, кој во овие мигови на криза, кога повторно нашата фалсификувана МПЦ ја нема никаде, тој дава некаква утеха, ни дава перспектива на што значи оваа криза, како можеме од кризава да извлечеме нешто со кое што ќе пораснеме. Исто така има и, побарајте на YouTube, има и хрватски свештеници кои што сега вршат миса преку интернет. Католицизмот не е толку различен од нашето православие, барем во поуките
кои што се нудат, може да се научи многу. Така што би сакал да го употребиме овој момент на криза во кој што сите сме принудени да седиме дома, да го примениме овој момент, да размислиме малку за тоа како го живееме животот, да ја отвориме Библијата, да помислиме дали може би нашите дејства придонесуваат кон сето ова што се случува. Дали има нешто што можеме ние да сториме да спречиме понатамошни вакви кризи. И едноставно во вакви мигови на крај на сите треба да ни е јасно дека и покрај сите информации кои што постојат, ние не можеме да сториме ништо. Ние како поединци можеме едноставно да не бидеме арогантни, да не хулиме на Бога, треба да преземаме мерки да се заштитиме, меѓутоа од пишаното не се бега. Доколку Господ решил сега сите да не почисти, тоа е негова волја, сме го заслужиле тоа и тоа ни е судбината. Меѓутоа, можеби Господ само ни го праќа ова како предупредување да се освестиме за како ќе живееме понатаму. Затоа, како што реков, едноставно предадете се на мислата дека ние сме во Божи раце, дека тоа што ќе се случи треба да се случи, а да не бидеме арогантни, да постапуваме дисциплинирано, за да успееме да се заштитиме, да се спасиме и периодот кој што ќе престои после оваа криза ќе биде период на многу големи промени, на големи обнови, ќе има многу прилики за да се направи нешто. И можеби тоа ќе биде конечно на момент кој што ни го треба, кој што го исчекуваме веќе 150 години, со кој што ќе го решиме македонското прашање во корист на македонскиот народ. Што би сакал да подлечам, посветете се прво на семејството, на собственото добро, на собствено здравје, здравјето на вашите најблиски. Има мислам дека подобри работи може да излезат од ова, како посветување на семејството, на Бога. Посветете се малку и на физичката активност. Не само не седете дома на каучот, не гледате, престанете да гледате телевизија, малку посветете се и на науката. Јас ако можам ќе снимам едно физкултура видео, меѓутоа сите знаеме физкултура сме правеле во училиште, можеме тоа во место да се прави физкултура, така поправо си тоа. А токму за посветување на семејството ми беше она што го изумив. Сега е момент кога можеме сите малку да поминеме време со семејството. Најдрагите моменти на мене од моето детинство се моментите кои што ги поминав со моите баби и дедовци, моменти кои што сега ги поминуваме со нашите родители, во кои што зборуваме за минатото, зборуваме за сегашноста, зборуваме за што се случува во светот, ги учиме приказните за тоа каков бил животот, учиме поуки. Сега е време за такво нешто. Ако сте млади, сега е моментот кога треба најмногу да им се посветите на вашите баби и дедовци, да ги замолувајте ги за приказни за тоа како бил животот во минатото. И од тоа можеме да тргнеме на натаму. Ви благодариме за вниманието, се надеваме дека ќе ги ползувате овие информации добронамерно и дека конечно можеби од оваа криза ќе излеземе како што треба. Меѓутоа, сето тоа само со вистината, бидејќи вистината е она што ќе нас ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.